Добро вечер. Тредневник на К3. Сдруженијето на инвалидски пензионери од Куманово во 2015 година беше мощне активно во исполнување на зацртаната програма. Според зборовите на првиот човек Станислав Стефановски, целиот програм до последниот квартал од годинава целосно е реализиран. Сдруженијето постои од 1998 година и во изминатиот период оствари задоволителни резултати. Годинава беа мощни активни, остварени беа средби со колегите од Македонија и од странство, со еден збор, програмата се одвива без прекин. Годинава по програмата се направиме во почетокот на годината, оствариме околу 12 прошетки на разни места, од меѓу кои историски знаменитости, планински, рекреативни места. Меѓу другото, имаме на покана на Сдружение на трудови инвалиди од Лесковац посета на Росилијада. Имаме посета у Трговище, што со нив соработуваме со тие здруженија веќе трета година. Сакам да ви кажам дека учествуваме и на републички спортски игри на инвалидски пензионери кои се одржаа годинава во Штип, каде како здружение оствариме завидни резултати, меѓу кои едно прво и 4 втори места, каде учествува околу 7-8, точно да не ве, али 7 или 8 здруженија беа учесници таму. Така да работиме со цел на пензионерите на некој начин да им помогнеме да ги заборават секојдневните проблеми што ги имат, да се меѓу себе дружат, да се мешат. Можете да ни кажете вака до крајот на годината, рекавте имате доста активности. Првиот вака поважен настан на 11 ноември кога ќе ви дојдат колегите од другите општини, односно другите држави. Од Република Македонија ќе имаме сигурно од 7-8 здруженија, од други општини и од Србија 4-5 се да јавија до сега барем, ќе ни бидат гости. Меѓутоа, ова да не заборавам. Друга активност ни е 3 децембар, кој е ден на инвалидите на цел свет, на кој минатата година ние го прославиме тој ден во Штип, а годинава на кој ни беа гости од Србија. Сега гостите од Србија викат, ајде ние в годинава ќе го обележиме денот во Лесковац, затоа наместо кај вас вие ќе ни бидете наши гости, така да ќе го прославиме 3 децембар во Лесковац. Како прв човек на оваа организација, каква е вашата визија за војнина и на вашите колеги овдека во Дружењето на инвалидски пензионери? Па што да ви кажам, едино тоа може е хендикеп што ние во Куманово, Липково и Старо Нагоричане има околу 2300 инвалидски пензионери, што не сме во едно единствено здружение, за да не бидеме распарчени во повеќе здруженија, да не правиме поголеми трошкови, а тие средства да ги користиме за други намени. Во секој случај, како е на секој, така и на инвалидските пензионери, секое дружење, физичка активност, значително им го подига квалитетот на животот. Во пресрет на предстојната грејна сезона, дел од граѓаните на Куманово планираат да се снабдат со огревно дрво. Каква е моменталната состојба, дали го има во доволни количини и дали постои страф од недостаток? Побаравме мислење од раководителот на Македонски шуми филијала Куманово Вајд Сеити. Господине Сеити, еве да ни опишете во кратки црти каква е моменталната состојба со огревно дрво во Куманово. Па моментално имамо проблеми због време. Ево, месец и пол што не може да улегнеме у планино, иначе имамо тамо спремни више од 5000 метра дрва, кој чекав само да се пренесе од планино до плац. У плац моментално имамо некој мешани дрва, некој 600 метра, кој треба да се употребува за граѓаните на општина Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Очекувам некој тендер сега, најверојатно од општина Старо Нагоричане, кој треба да конкурираме и да обезбедиме од дрва. Имамо некој обврски, некој 400 метра простор, кој мислим дека за кратко време, ако е убаво време, за кратко време, за 10-15 дена и тие обврски сите ќе ги покрием и Куманово као Куманово нема проблем. Иначе до сега више и приватни шуми и
и државни шуми имамо продадени више од 28.000 кубика дрва. Кога правиле компарација од минатата година и ова година, дали интересот за продажба на огромно дрво е поголем ова година? Да, ова година е поголемо због цена на струју и због цена на државна цена, пошто наша цена е многу ефтина и затоа сите луѓе су и синдикати и сите су навалили каде нас да земев дрва. Пошто каде нас, например, бука тие 2371 динар, а приватно и по 3600 и 800 и тако дале. Затоа малце ова година имамо повише гужва од граѓани. Некогашниот дом на армијата во Куманово заглавен во транзиционите процеси. Без прозорци, врати уништен, обраснат во трева и натрупан во ѓубре. Веќе 20 на дена се чисти натрпаниот смет. Се вади старата водоводна и електрична инсталација. Се отстранува малтерот и се создаваат услови за отпочнување на градежните работи. До нова година градежните работи и просториите ќе бидат завршени. Ќе бидат сместени администрацијата на Државниот архив на Куманово и вработените во администрацијата на Македонски шуми подружница Куманово. Администрацијата на Државниот архив и на ЈП Македонски шуми подружница Куманово до нова година ќе се сместат во новите простори во домот на АРМ. Веќе се чисти натрпаниот смет, се отстранува малтерот, се вади старата водоводна и електрична инсталација и се создаваат услови за отпочнување на градежните работи. Проектот исто така вклучува и реновирање на внатрешните простори, вратите и прозорците. Средствата за реновирањето ги обезбеди владата. Директорот на Македонски шуми Куманово информираше дека со реновирањето на домот на АРМ ќе има значително подобри услови за администрацијата. Тендерот е отворено преку влада, се работи, еден спрат, први спрат е за ЈП Македонски шуми подружница Куманово. Мислим дека до нова година ќе се селимо тамо, а иначе пилано е земено под закуп една турска фирма, Нью Йорк Таймс, и мислим дека до нова година ќе бидеме у новите простории таму у дом на АРМ. Домот е изграден во далечната 1948 година и првично бил наменет за престој на воените лица и пречек на генералите и високите воени представници. Подоцна бил отворен и за граѓанството со богата содржина и станал репрезентативен белег на градот. Имало библиотека со голема палета на литература како градската, но во транзицијата се затворила, а дел од книгите се уништени во поплава. Овој објект не беше наменет само за војниците, туку беше отворен и за сите оние кои сакаат да уживаат во најубавата летна бавча со музика, каде на времето се запознаваа младите, а се раѓа и љубовни врски. Во тој период кога јас работев, ова беше репрезентативно место за град Куманово, за армијата пред се, и едно вртилиште или собиралиште на млади луѓе, нарочито зборам порано во период пред изградба на Дом на култура. Фактички култно место за сите културно-забавни збиднувања во Куманово. Реконструкцијата е предвидено да трае 3 до 4 месеци, пошто новите собственици ќе се вселат во преуредените простории. Овој некогашен објект, оставен во забот на времето, повторно ќе заживее и ќе биде ставен во функција на заедницата. Во големата сала при општина Крива Паланка се одржа јавна расправа по предлог стратегијата за локален развој за периодот 2015-2020. Целта е да се даде рамка на идните активности што треба да обезбедат одржлив развој на подолг период, да се спроведат активности за потикнување на младите за користење на локалните ресурси и намалување на миграциските процеси како еден од главните предизвици за наредниот период. Со цел да се изврши детална анализа на фактичката состојба, да се утврдат потенцијалите и приоритетите за развој и да се дефинираат регионални мерки и активности за обезбедување на квалитетен живот на локалното население, беше реализирана јавна расправа за разгледување на стратешкиот план за локален развој на општина Крива Паланка за периодот 2015-2020. Неистата
Конференцијата присуствуваа представници од локалната самоуправа и од институциите од градот, а беше отворена и за граѓаните. Стратегијата е фундаментален документ со помош на кој ќе се планира развојот на општината во клучните општествени сектори во наредниот период, базиран на силните страни и ресурси. Самиот план потекнува сите програми, планови, проекти кои ќе бидат во идниот период до 2020 година. Во него се опфатени 6 области, не ги сега поделиме кој е по приоритет највише, меѓутоа се опфатени економскиот развој, руралниот развој, кај што општина Крива Паланка е рурална општина и кај што треба да искористи сите фондови што се дава за развој преку руралните канцеларии, односно бирото за регионален рурален развој и исто донациите кои ги дават, односно кои се за прекогранична соработка и други проекти кои се дават од домашни и од страни финансиери. Тука е образованието, спорт, култура, исто така за енергетска ефикасност и заштита на животната средина која понатаму ќе биде еден од клучните приоритети не само на општина Крива Паланка, него понатаму. Откако стратегијата ќе биде усвоена, треба да бидат донесени други стратешки мерки за техничката документација за клучните области, која ќе биде приоритетна при аплицирањето пред домашни и странски инвеститори. Со цел одбележување на јубилеот 70 години постоење на библиотеката Тане Георгиевски, во Куманово беше организиран поетски караван, на кој поезија чита 18 поети од цела Македонија. По повод јубилеј 70 години постоење на Кумановската библиотека Тане Георгиевски беше организиран поетски караван. Настапот на поетите, членови на Друштвото на писатели на Македонија, тоа е поетскиот караван кој минува низ повеќе градови на Македонија, настапува пред љубителите на убавиот пишан збор. Така вечерва ќе настапат 18 поети од цела Македонија, тоа се најреномираните имиња во литературата кај нас, мислам во македонската издавачка продукција и книжевна продукција. Пред љубителите на пишаниот збор своји поезии прочитаа Веле Смилевски, Раде Силјан, Стојан Тарапуза, Димитар Пандев, Бранко Цветковски, Марина Мијалковска, Билјана Станковска, Бобан Богатиновски и уште многу други поети. Инаку библиотеката Тане Георгиевски почнува со работа во 1945 година со скромен фонд од само 1300 книги. Но со текот на времето библиотеката почнува многу добро да се развива и сега располага со над 200.000 книги. Во рамки на јубилеот на библиотеката организирани се повеќе настани и активности. Регионалниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша во соработка со Лице в лице извршија промоција на истоименото списание. Лице в лице представува алатка за социјална интеграција докажан во поддршката за маргинализирани лица. Со продажбата на оваа списание им се овозможува правото на лицата со интелектуална попреченост од Порака наша да заработуваат. Во Центарот за култура се одржа промоција на списанието Лице в лице, кое воедно и почеток на соработка со Регионалниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша. Лице в лице представува алатка за социјална интеграција, докажан и во европски и во светски рамки за поддршка на маргинализираните лица. Продажбата ќе се одвива директно лице в лице и половина од продажната цена останува за продавачите, останатата половина останува за обуките кои што се организираат и за подготовка на новиот број. Цената на едно списание чини 100 денари. Ние продавачите ги сметаме дури како двојни носители на општествените промени на еден начин што имаат работен ангажман и го подобруваат своето секојдневие во очекување на некои можеби поголеми системски промени, меѓутоа во исто време тие се релацијата со публиката до која што ние преку магазинот испраќаме важни пораки за подигнување на свеста по важни општествени прашања од нашето обкружување и живење. Порака наша организација која ги застапува правата и интересите на лицата со интелектуална попреченост во која една од нивните загарантирани права е правата да работат и заработуваат како и сите други граѓани. Со вклучување во проектот Лице в лице им се дава можност на лицата со интелектуална попреченост да работат и да заработуваат. Во моментот низ Македонија има 40 продавачи, од кои 7 ќе бидат од Порака наша и од Државниот дневен центар. Имаме на почетокот ангажирани 7 продавачи кои што се корисници на нашиот дневен центар и на Државниот дневен центар.
значи вклучени ќе бидат и двата дневни центри во Куманово. Продажбата ќе оди на улица, значи улична продажба и би испратила апел до сите граѓани на Куманово да ги поддржат и да им помогнат на нашите продавачи. Со купувањето на списанието лице в лице помагаат на некого, а во исто време со читањето на содржините на списанието си помагаат сами на себе. Наредниот број на списанието лице в лице излегува во месец декември, чија содржина ќе биде за лицата со интелектуална попреченост и за дневниот центар. Списанието лице в лице излегува од 2012 година и е дел од регионална платформа за активизам. Со цел одбележување на јубилеј 5 години постоење, Фотоарт F7 организираше изложба на околу 40 на уметнички фотографии. Станува збор за меѓуклубска изложба, која е пресек на работата на македонските клубови. По повод 5 години постоење, Фотоарт групата F7 организираше изложба на 40 на уметнички фотографии, црно-бели, колор, портрети и пейзажи. Организаторот на изложбата изјави дека таа е меѓуклубска и е пресек на работата на македонските клубови. Застапени се овај фотографии од различни видови, од пейзаж до портрет до акт, што ќе има публиката чест да ја види. Инаку има црно-бела, колор фотографија, има некоја модерна фотографија, така да од се што е застапено. Цветан Гавровски ја направи селекцијата на фотографиите. Ова е мал 5-годишен јубилеј, но многу значаен, не само за Куманово, туку и многу пошироко во цела Македонија, поготово затоа што станува збор за фотоарт групата F7, која за само 5 години се етаблираше на полето на арт фотографијата и веќе со незините членови на таа група со забележителен успех ја репрезентираат македонската фотографија не само во нашата средина, туку многу пошироко. Изложбата ќе биде прикажана во повеќе градови низ Македонија, најавуваат организаторите. Премиерот Никола Груевски од денеска ќе престојува во дводневна политичко-економска посета на Шпанија на Конгресот на Европската народна партија. На Конгресот ќе разговараат за актуелните предизвици на европскиот континент, економијата и потенцијалите за раст, одржливиот регионален развој и отворање нови работни места, развојот на информатичко општество и технологиите. Во Мадрид, премиерот Груевски ќе учествува на Конгресот на Европската народна партија, кој што е поделен во два дела. На првиот учесниците ќе разговараат за актуелните предизвици на европскиот континент, економијата и потенцијалите за раст, одржливиот регионален развој, отварањето нови работни места, развојот на информатичкото општество и технологиите, а ќе се дебатира и за предизвикот со легалните мигранти, за развојот на Европската унија и европските политики на интеграција. Предвиден е и дел каде што ќе се обраќаат шефовите на влади кои се членки на Европската народна партија, при што ќе се обрати и премиерот Груевски. Вториот статутарен дел од Конгресот во Мадрид, информираат од владината пресслужба, е посветен на избор за претседател на Европската народна партија, подпредседател и генерален секретар на Европската народна партија. На Конгресот во Мадрид се очекува да бидат присутни германската канцеларка Ангела Меркел, премиерот на Шпанија, Унгарија, Португалија, Ирска, Летонија, председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер и председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Во рамки на дводневниот престој на Мадрид, премиерот Груевски ќе присуствува и на бизнис форум кој што се реализира во организација на Стопанската комора на Мадрид. На форумот ќе бидат презентирани можностите за инвестирање во Македонија и потенцијалите за економска соработка и развој на економските односи. Дополнителни 78 милиони денари се предвидени за примателите на социјална помош, најави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Со проектот се поддржуваат семејствата приматели на социјалната парична помош. Дополнителни 78 милиони денари се предвидени за примателите на социјална помош, најави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Спасов, одговарајќи на новинарски прашања за условниот паричен надоместок за семејствата кои се во најтешка материјална состојба, односно семејствата корисници на социјална парична помош, истакна дека овој проект продолжува и оваа и следната учебна година 2015-2016. За реализација на овој проект за оваа учебна година предвидени се 78 милиони денари. Со овој проект се поддржуваат семејствата кои што се приматели на социјална парична помош.
чии што деца се редовни ученици во рамките на средното образование добиваат дополнителна помош од 12.000 денари. Инаку овој проект го реализираме од 2010-та и досега инвестирани се околу 358 милиони денари за реализација на овој надоместок, кој што значи дополнителна финансиска поддршка за семејствата корисници на социјална парична помош, истакна Спасов. Федералниот суд во Менхетен синоќа покрена официјални обвиненија за корупција против 5 високи службеници на Обединетите нации, а во продолжение и за останатите вести од светот. Федералниот суд во Менхетен синоќа покрена официјални обвиненија за корупција против 5 високи службеници на Обединетите нации, јави ТАС. Меѓу обвинетите за учество во коруптивна мрежа е и поранешниот председавач на Генералното собрание на Обединетите нации и постојан амбасадор на карипската држава Антигва и Барбуда во светската организација Џон Еш. Еш, кој председаваше со Генералното собрание на Обединетите нации во 2013 и 2014 година, беше приведен на 6 октомври во неговиот дом во Њујорк. Според судот, 61 годишниот Еш се товари дека примил над $500,000 мито од кинескиот предприемач Нглаб Сан со цел да му излобира поддршка од Обединетите нации при изборот на најповолен изведувач за изградба на конференциски центар на светската организација во кинескиот автономен регион Макао. Судот тврди дека Еш ги примил овие пари кон крајот на август минатата година, кога учествувал на една конференција во Кина. Против Глаб на 6 октомври беа покренати обвиненија за давање подкуп и посредување при подкуп, но се очекува дополнително да биде обвинет и за перење пари. Со исти обвиненија може да се соочи неговиот помошник Джеф Ин. Според Американскиот суд, сите овие незаконски договори и трансакции биле вршени во периодот од 2011 до 2014 година. Американската армија распореди 12 авиони А-10 во воено-воздухопловната база Инџирлик во Јужна Турција за да се вклучат во борбата против џихадистите од Исламската држава, соопшти американски представник кој побара анонимност. Против тенковските авиони А-10 беа испратени во Турција за време на викендот и веќе се програмирани за мисии против ИД, додаде американскиот представник. Нивното распоредување ќе ги зајакне капацитетите на воената авиација на коалицијата на чело со САД против џихадистите во Ирак и во Сирија, додаде тој. Датумот за представување на пакетот годишни извештаи за земјите кандидатки за членство во ЕУ се уште е неизвестен, соопшти Европската комисија. Жан-Клод Јункер се уште не одлучи кога ќе бидат представени пакетите, изјави портпаролката на претседателот на ЕК Наташа Берто. Пакет извештаите за напредокот на државите од Западен Балкан и Турција во процесот на европските интеграции требаше да биде представен на средината на месецот, но представувањето е одложено на неопределено време. Од ЕК наведуваат дека одложувањето се случува бидејќи членовите на комисијата се зафатени со решавање на бегалската криза и не може да организираат церемонијално представување на пакетите на кои обично присуствуваат највисоките представници на ЕУ. Од друга страна се поприсутни се оспорувањата дека одложувањето е политички пресметано со цел да не дојде до нарушување во чувствителните преговори на ЕУ со турскиот претседател Реджеп Таип Ердоган, од кого Брисел сака поактивно ангажирање во запирање на браното емигранти на патот кон европските држави. Во ЕК демантира дека одложувањето е поврзано со Ердоган, но одбиваат да соопштат барем приближен датум. Новиот селектор на црвено-жолтите, Игор Ангеловски, оствари средба со струмичанецот Горан Пандев од Дженова и потврди дека нападјачот кој беше капитен на репрезентацијата ќе му биде на располагање на двете контролни средби на 12 и 17 ноември и во квалификацијскиот циклус за пласман на светско првенство 2018. Среќен сум што повторно ќе бидам дел од репрезентацијата на Македонија. Разговаравме со новиот селектор и подготвен сум да се вратам во националниот тим. Помина долго време од мојот настап за Македонија, искрено воопшто не ми беше сеедно. Напротив, тешко ги поднесував сите случувања поврзани со репрезентацијата, но тоа е период кој е зад нас. Сега имаме сосема друга цел – да се обединиме и да се обидеме да бидеме успешни.
Вели Горан Пандев за ФФМ. Искусниот Пандев, кој има 75 настапи во црвено-жолтиот дрес, се повлече од националниот тим по надпреварот против Србија во квалификацијскиот циклус за пласман на светското првенство 2014, но тоа промени својата одлука, што е прва добра вест поврзана со мак фудбалот по подолго време. Во квалификацијскиот циклус за светското првенство 2016 црвено-жолтите ќе играат против Шпанија, Италија, Албанија, Израел и Луксембург, а присуството на Пандев сигурно ќе биде од големо значење за подмладениот национален тим. Од 21 до 25 октомври, градот Штип ќе биде домаќин на најдобрите балкански пинг-понгари од вкупно 10 држави. Македонија првпат во историјата ќе го вгости шампионатот на полуостровот во овој спорт. Домашната македонската селекција ќе ја предводат двајца кривопаланчани. Најдобриот македонски пинг-понгар Кристијан Станојковски и неговиот помлад сограѓанин Филип Костадиновски се носителите на нашата репрезентација, заедно со колегите во црвено-жолтиот дрес ќе се обидат да го искористат фактот што сме домакини и да стигнат до одличен пласман. Македонскиот шампион Станојковски од сезонава му е клубски колега на Костадиновски, двајцата настапуваат за Универзитетот Гоце Делчев од Штип кој што е домакин на првенството. Формата ја темпираат, спарингувајќи заедно во родниот град. Многу сум задоволен, имаме подготовки овде во Крива Паланка и со така со нашите партнери од Штип. Таму се подготвувавме неколку дена. Да, ние и тактички се подготвуваме. Пинг-понг не е само физички спорт, треба малку и тактика да се користи. Да. Првите 2 денови се надпреваруваме екипно со сите екипи други држави. Зависи пошто има поделено е на 2 групи. Во едната група се надпреваруваат меѓу себе сите. Првите 2 одат во полуфинале и од другата група исто така. Другите 2 дена остануваат за поединачно надпреварување, исто така има и дублови. На 41-то балканско првенство се очекува учество да земат околу 120 надпреварувачи од 10 балкански држави во екипна и поединечна конкуренција, парови како и мешани двојки. Меѓу дамите честа на Крива Паланка во националниот дрес ќе ја брани и Ангела Стаменковска, додека Анета Станковска е повредена. Очекувањата на репрезентативците се одлични. Ќе дојдат околу 9-10 држави кај нас. Јас минатата година загубив во четвртфиналето 4-3 од бившиот мој тимски колега во Србија каде играв во Прокопје. Со 4-3 тој го освои второто место. Како се движи квалитетот, да ни кажеш кои се фаворити на ова првенство по земји па и по индивидуално? По земји фаворити се Србија, Романија, а во индивидуални ниво исто така. Значи може ли Македонија да очекуваме да се избори барем некаде за првот пиедестал? Може да очекуваме да бидеме во 4-те најдобри, например, во екипно. Задоволен сум од подготовките и се надевам. Може да очекуваме каде целите вие, кој ќе биде идеален пласман, нешто што замислувате? Минимум во најдобрите 8. Надпреварите од Балканското ќе се играат во спортската сала Јордан Мијалков во Штип, а во периодот на одржување во градот ќе пристигнат најдобрите 130 пинг-понгари на полуостровот на возраст до 21 година. Ракометарките на Куманово утре во рамките на редовното коло од суперлигашката конкуренција ќе се сретнат со екипата на Ѓорче Петров. По поразот минатиот викенд на домашен терен избраничките на Зоран Јосимовски најавуваат добра игра и 3 бода од ова гостување кој ќе ги зацврсти во горниот дел на табелата. Здравствениот билтен во тимот е добар, а се опорави и Боризовска кој имаше лесна повреда. Средбата Ѓорче Петров Куманово е закажана во 20 часот. Во вестите од меѓународната спортска сцена за денеска издвоивме. Вчера се одиграа мечевите од групната фаза во фудбалската лига на шампиони. Светската антидопинг организација напада ја преземе контролата врз тестирање на спортистите во глобални рамки. Во Лигата на шампиони вчера се одиграа надпреварите од групната фаза, а во кои беа постигнати следните резултати. Група Е бате Бориса Барселона 0-2 и во најинтересниот дуел Бар Леверкузен и Рома одиграа 4-4. Група Ф во дербито Арсенал го победи Бајерн со 2-0, додека Олимпијакос оствари важна победа на гости против Динамо во Загреб од 1-0. Во групата Г Порто Макаби 2-0 очекувано, а Челси повторно не успеа да на гости одигра 0-0 со Динамо Киев. Група Х Зенит Лион 3-1, Валенсија Гент 2-1. Денеска на програмата се преостанатите дуели: Атлетико Мадрид Астана, ЦСКА Манчестер Юнајтед, Галатасарај Бенфика, Јувентус Борусија Менхенгладбах, Малме Шахтер, Манчестер Сити Севиља, ПСЖ Реал Мадрид во дербито и Волсбург ПСВ Айнховен.
Лидерите на Светската антидопинг агенција најавија дека следниот месец ќе го разгледат предлогот на МОК да тестирањето во иднина не го извршуваат спортските организации како досега, туку истото да го извршува Светската антидопинг агенција. Претседателот на Сдруженијето Креј Кариди за новинската агенција Associated Press истакнал дека за комплетното преземање на антидопинг тестовите ќе се решава на следниот состанок во Колорадо на 17 и 18 ноември. Лидерите на МОК се заложиле дека антидопинг тестовите во иднина би требало да стане независно од спортските организации, а воедно побарале од ВАДА да го разгледаат барањето на оваа должност во глобални рамки. Според УХМР, времето во Македонија променливо облачно со повремен локален дожд. Следиме метео за североистокот. Ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на К3. Пријатна вечер.